Фокусот на државата мора да се помести од преиспитување на етничките права кон градење институции, економски развој и спречување на иселувањето на младите, порачаа учесниците на дебатата по повод 25 години од Охридскиот рамковен договор. Представничката на ОПСЕ го оцени рамковниот договор како еден од најдобрите мировни документи, но нагласи дека стекнатите права мора да одат рака под рака со одговорноста. Според Азис Положани во следниот четврт век, клучот е во менување на свеста и надминување на разликите преку целосно вклучување на немнозинските заедници во системот. Тоа е жив инструмент и не само 25 години дека поминале, туку е основа за вашата иднина. И политиката, за жал, е многу неблагодарна професија. Никој нема постојано да ви честита за она што сте го направиле пред 25 години. Тоа не е доволно добро. Не може да живеете на ловорови венци. Мора да се осврнете на денешните проблеми и на проблемите во наредните 25 години врз основа на Охридскиот рамковен договор. Унитаризмот значи да се има еден законодавен орган, но под услов власта да биде поделена со локалната власт и да се создадат механизми нивните права да не се прекршуваат и недостигот или паранојата дека албанците не се лојални да го излечиме тоа, да излечиме и да ги вклучиме ни во системот, не да ги исклучуваме. Ова е правото на правична застапеност. За министерот за односи со заедниците наредните 25 години мора да бидат посветени на човечките ресурси. Шефот на дипломатијата пак порача дека стекнатите права се затворено прашање и дебатата треба да даде одговор каква држава сакаме во 2050 година. Ние како држава сме созреале да имаме капацитет веќе да ги надминуваме етничките линии и да градиме вистинско граѓанско општество кое што е насочено пред се на предизвиците на 21 век и времето во кој што ние живееме, бидејќи институциите, системот, државата му припаѓаат на граѓанинот пред се. Ние како држава која што сме релативно мала држава во Западен Балкан, без излезна мора, без покрупни природни ресурси, сметам дека најмногу треба да инвестираме во младината. Градоначалниците на Чаир и Титово оценуваат дека државата влегува во нова фаза каде децентрализацијата добива практично значење. Освен инфраструктурата и локалниот развој, унапредувањето треба да се види и во образованите. Една од поважните области е изградењето новиот кампус на Универзитетот Мега Тереза во Скопје во вредност од 42 милиони евра. Јас верувам дека со последните закони и законски измени, законите кои што се во постапка на усвојување, полека го привршуваме формалниот аспект на имплементацијата на Охридскиот договор. Обележувањето на јубилеот продолжува и утре со свечености во организација на Министерството за односи меѓу заедниците. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.